После 5 години ние можеме да кажеме дека сме горди на своите спроведени активности. Дека во услови и на COVID, а и предходно, имаме доделено околу 150.000 број на заштитни маски. Тука бевме со поддршка во хигиенски пакети, заштитни скафандри. Оно што е посебно интересно и битно да кажеме дека и во услови на COVID, че не престанавме да ја доставуваме онколошката терапија секаде каде што беше потребно. Сето ова, би кажале дека немаше да биде можно доколку не ги имавме, како поддржувачи Мултихем, Ендома, Скопска пивара, UNFPA, USAID, ЗЕГИН и се разбира Светска банка. Сите тие заеднички ги поддржува активностите, за да можеме да им помогнеме на луѓето таму каде што е потребно. Горди сме на тоа дека ги подобривме материјално-техничките услови за работа, кои што ни овозможија да станеме еден препознатив регионален обучен центар за образование на возрастни и давател на услугите лична асистенција и мир. Нова услуга за која помагаме на долгорочно неработените лица, кои понатаму ги испорачуваат социјалните услуги на ранливите категории на граѓани. Препознавме една уникатна можност за подобрување на условите на финансиски и социјален. Ова е само еден дел од нашиот развој последните 5 години. Се разбира дека нема да престанеме да работиме и понатаму, а сега го повикувам председателот Васил Тунев да даде осврт на сработеното во мандатниот период 2017-2022 година. Почитуваме, присутни како општинска организација детектиравме општествена потреба и со средствата од членарината, кои ще го плаќаат членовите, обезбедивме апарат за ЕКГ, електрокардиографија, за детското одделение со 4-канален апарат и клупи во приемното одделение и општата болница Струмица, како и клупи по службата за трансфузионна медицина, кои што се наши најголеми соработници, бидејќи ние сме органски поврзани едните со другите. Ние вршиме кампања за доброволно крводарување, вие се техниката ја земат крвта од доброволните крводари. Нашиот волонтер Танчица Стојанова во тој период, односно предходната година, е добитник на државната награда за волонтерна година, која ја доделува националното друштво заедно со председател на државата, што беше огромна чест за нашата општинска организација. Општинската организација на Црвен крст продолжува да се развива. Ќе развиваме психо-социјална поддршка, која што во моментот на теренот е многу потребна. Имајќи во предвид короната, болеста, што се развиваат симптомите, мора да на луѓето им се пружи психо-социјална поддршка. Ќе формираме тимови за одговор при катастрофи кои што е неопходност. Ќе развиваме социјални предпријатија, ќе работиме на полето на заштита на животната средина, што го докажуваме тоа и историја на терен. Остануваме секаде за секој, за да сите волонтери, членови и подржувачи стигнаме таму каде што е најпотребно.